Конечно те најдов и веќе не те пуштам, срце окрај тебе прогледа. Многу се подготвував за оваа средба и психички и физички, ама и късмет било да се сретнам со него денес. Кога сум најнесредена, но морав, ваква шанса не се пропушта, вели Лиде, која скоро цела година испиша неброени покани за кафе на министерот за здравство Венко Филипче. Не само неколку недели по гостувањето на Лида во Маестрално, конечно се случи средбата за која цела Македонија зборува. Уште сум под импресии. После нецели 2 недели од гостувањето во Маестрално на Jingle TV, што значи дека ништо не е случајно, да се сретнам со господинот Винко Филипче. Како да кажам сега, многу сум возбудена. Средбата се случила изминатиот петок во едно скопско кафуле, кога Филипче и Царовска речеле да се напијат кафе, а шпионите и дојавиле на Лида веднаш да дојде ако сака да го види. Не ми се веруваше. На брзински се спремив и на брзински се спремив и тргнав онака спортски. Неочекувано ми беше се. Не им верував и кога стасав, го гледав од страна со господјата Мила Царовска, како седат и разговарат онака сериозно. И ми беше страв да придам, едноставно имав многу трема. Ме охрабрија да отидам, не знаев што ќе кажам. Едноставно се приближив како прваче некој, онака уплашено и реков: добро вечер, господине, јас ја имам, ја давам целата поддршка од моја страна уште од почетокот на пандемијата и јас сум Лиде. Секако ја носев маската Лиде Венко и одма стана нели јасно. Највеќе се смееше господјата Мила Царовска. Криво ми е што не се сликнав со незе, али се надевам дека и тоа ќе имам прилика. Со господинот Винко, значи, застанавме, ја барав камерата, толку бев збуната, што ја барав камерата на телефонот, не можев да си ја најдам, се сликавме с селфи, ама беше се онака испадна матна, па ја побарав пријателката да не слика. Се смееше цело време господинот, да изгледа бев многу смотана, многу смешна. Така да мислам дека се помина онака добро, како што не очекував толку. Импресиите уште ми се ги осеќам уствари, некако уште не ми се верува што се случи уствари. И сега, како се чувствува Лида? Кога во љубовта толку долго се чека, велат може да дојде и до разочарување и до среќа. Никогаш не се знае дали фантазиите и реалноста се поклопуваат, но кај Лида фантазијата стана реалност. После тоа долго чекање, си уште ја осеќам тремата. Благодарност до Маестрално и Jingle TV, што ми овозможивте сонот да ми стане реалност. Конечно те најдов и веќе не те пуштам, срце окрај тебе прогледа. Следно за кое ветуваме дека повторно Маестрално ќе биде сведок е кафето со Венко. Дотогаш нека ова биде една од многуте причини зашто треба да гледате Маестрално. Кој чека ќе дочека, рекол некој и не сгрешил. Срце окрај тебе